Денеска во индустриската зона Идризово во општина Газибаба започна со градба нов дистрибутивен центар за пиво и безалкохолни пијалоци на Прилепска пивара. Објектот ќе се простира на површина од 5040 квадратни метри, на градежна парцела од 11500 метри квадратни, а се очекува да се овозможи вработување за 35 лица од различни профили и со различен степен на образование. Првиот човек на Прилепска пивара, Кирил Самарджиовски, денеска го сподели патот до успехот со јавноста. Се решивме да го продолжиме поранешниот дистрибутивен центар, кој во почетокот размислувавме дека може да биде ризично. Огромна површина, продажбата не беше како што треба, меѓутоа, особено младиот сружен кадар во Прилепска пиварница, нашо не замени, направи повеќе од очекуваното и се наметна потреба, природна потреба за проширување. Во тоа размислување, рековне, најблиско е до постојниот објект. Ова беше земјоделско земјиште и одлучивме од приватни собственици да го купиме. Се очекува да се вработат, особено од оваа општина, некаде околу 30-35 луѓе, пред се магазински работници, комерцијалисти, вилшкаристи и така натаму, од сите профили. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски потенцираше дека оваа инвестиција ќе има голема важност за развивање на локалната економија, а и уверуваше дека општината и во иднина ќе работи на обезбедување поволни услови за инвестирање на домашните и странските компании. За нас представува од исклучително важност за локалната економија и за она што представува како порак импакт за наредните вложувања и нашата мисија е да створиме амбиент и услови подеднакво за сите, и за домашните, и за странските компании, за да можат својот иден дел да го остават на тлото на нашата општина. Јас како градоначалник и општина Газиба и понатаму ќе бидеме верен партнер на сите идни домашни странски инвеститори кои што сакаат својот бизнис да го пласираат на територијата на општина Газибаба. Газибаба е мојата последна визија која што ќе треба да биде најиндустриската развиена општина во Република Македонија. Тоа била и ќе биде. Инвестицијата доби поддршка и од вице-премиерот за економски прашања Кочо Анјушев, кој истакна дека со развојот на бизнисите на компаниите се зголемува и бруто домашниот производ, кој е особено важен за развој на економијата на Македонија. За човек кој што доаѓа од индустријата во владата, за мене секој ден кога нешто се гради е празник. Бидејќи само така може да се развива економијата на една држава. Една куќа се прави камен по камен, ова е еден камен во економијата на Република Македонија и само со луѓе кои што имаат претприемачки дух, луѓе кои што имаат приватна иницијатива, може солидно да се гради економијата во државата. Тоа е вистинскиот пат на кој што ние ќе бидеме посветени само да ви помогнеме.